во Скопје, што јасно индицира колку им е во интерес да доаѓаат во Скопје. Ми се чини дека навистина градот се отвара, почна некои имиња да доаѓаат, што е добро, влегуваме на некаква културна карта на светот, но исто така влегуваме и на последната станица на Балкан, со концертите на Цеца, со концертите на звездите од Србија и од Бугарија, кои што пласираат исклучително голем неквалитет, кој што и тоа како многу се следи во Македонија. Исто така, ми се чини дека смена некоја карта на овие технаджискиве звезди кои што нешто значат во светот, меѓутоа никој не спомнува колку од учесниците користат дрога на тие концерти. Така што мислам дека треба да реагирате слободно. Повторно треба да се преразгледа ова прашање и да се даде одговор дали навистина ние сме во некакво движење напред. Во секој случај мислам дека е добро што ќе дојдат Simple Minds, но ќе беше подобро да дојдеа пред 20 години во Скопје. И ако треба да се одлучам меѓу Simple Minds и Цеца, секако сум за Simple Minds. Благодарам. Ова е малку моја бранша. Јас сум музичар и знам, например, дека Македонија е пазар на кој што тешко се живе од музика и тешко се обстанува. Мене ми е многу јасно зашто Deep Purple пред 30 години или Simple Minds не можеле да дојдат, биле на врв на кариера и ако сега настапуваат, условно да речем, за 50.000 евра, тогаш настапувале за 5 милиона евра. Така да ние никогаш не сме биле во можност да го платиме нивниот концерт. Сега сме во можност. Или да направиме на друга споредба. Роберт Поршенички во врвот на кариерата играше во Реал, кај не се сеќам во кој клуб. Реал. Да. Сега слушам дека Роберт Поршенички игра во некој тртолигарски клуб, се уште игра. За одредена сума на пари се уште игра. Значи, според тоа колкави ни се можностите, според тоа какви услови имаме, ние може да ни се случи Ролинг Стоунси да посакаат на 29 декември да одржат добротворен концерт во сала во Скопје и да нема кај да дојдат. Значи, не се согласувам со тоа како е поставена тезата за гостувањето на музичарите. Апсолутно се согласувам со Филип за гостувањето на Шундот. Јас не ги делам на српски, хрватски, светски и домашни странски, него се што е Шунд, мислам дека не треба да најде место и тоа ме загрижува што толку многу се слуша тоа. Тоа е втората работа што многу треба да ме загрижува. Не дали те доаѓаат или не доаѓаат, него тие може да не доаѓаат, али. Калина 2:1 се, еве шанса за реплика, ајде. Не, Зорин, мислам дека мислам дека гутнав на прашањето. Прашањето не беше дали доаѓаат Цеца или Меца или кој да или Карлеуша. Не ги ни споменав. Не ги ни спомена никој во анкетата претходно. Значи, прашањето беше конкретно. Дали треба да доаѓаат Simple Minds, Deep Purple и кој се не, во залезот на својата кариера. Тоа беше прашањето. Зашто ја мешаме Цеца? Зашто мешаме Шунд? Шундот него на крај на памет не ми е како не знам како да го наречам, немам збор. Ајде да правиме овер за Добро, ајде Филип. Не, ајде да не правиме. Да не правиме овер за Филип 45 секунди. Зошто ја мешаме Цеца? Па знаеш колку луѓе имаше на концертот на Цеца во Скопје? Знам, имено, знам дека имаше. Ама имаше и на Deep Purple. Хубаво вика дека имало за 50.000, дека толку можеме да платиме. Колку се плати на Цеца за да дојде во Скопје? И колку луѓе паднаа унесвест таму на тој концерт? И никој ништо не направи. Значи, во секој случај, окей, јас ги ценам твоите поедовни позиции. Апсолутно јас не реплицирам, него едноставно сакам да кажам дека